Додека најпосле одеднаш целиот провидлив и светол не пукне видикот пред чија што убавина се занемува. И тоа е најдобро. Да не се каже ништо ни во себе. Секој восхит треба да се остави за помали и помалку необични убавини. Стојам и гледам. И само ми е тешко од помислата дека ке мора да се замине одовде, да се спушти. Но сега кога гледам каков е единствениот видик распнат пред секој прозорец на секоја од овие трошни градби, јас почнувам барем до некаде да ја разбирам фантастичната азбука на овие изложени куќи и необично издадени еркери. Кој повеќе успеал и подобро умеел и можел да се извитка и да се надвисне над другите, тој повеќе има од оваа убавина. И од здравјето, веројатно и од угледот. Овде е очигледна потребата и желбата на секој начин и по секоја цена да се има свој дел од светлината и воздухот и свој поглед од високо. Поради тоа, тие куќи, како љубопитни гледачи што наблюдуваат некоја свеченост, често се подпираат една врз друга, се исправаат на прсти, се протегаат нагоре и меѓу себе се надкачуваат, колку што тоа го допушта напрегањето на материјалот, природата на почвата и законите на тежата и носивоста. Понекогаш ми се чини и над тоа. А на моменти, тие куќи изгледаат како да се судриле во своето брзање низгорно и во својата јагма за што подобро место и за што поширок видик. Дури самракот ми го оневозможи на тамошното читање на таа бескрајна приказна и ме принуди да се вратам.
Ова Свети Климентово светилиште изградено на темелите на старата црква да служи за пример и патоказ дека тука бил првиот словенски универзитет, дека тука се воздигнувала љубовта кон Бога, дека тука доаѓал народот да биде подучуван на она што е земен живот, дека тука Свети Климентовото слово имало тежина на догма и дека од тука младите теолози излегувале со озарени лица и го осветлувале патот низ средновековната темнина. Обновениот плавошник, плакнат од водите на езерото, повторно се издигнува како вертикала што го поврзува минатото и сегашноста, повторно станува знак на македонската цивилизација, повторно ги отвора портите на неговата светост, повторно ги слуша молитвите на верниците кои тука се молат за малку среќа, берејќи здравје. Се чувствуваме за современици на оваа градителска убавица, обновена сега, додека сме се уште живи. Може би некогаш во иднината, кога нашите потомци ќе се потсетат на нас, ќе речат живееја кога се градеше плавошник. Со ова здание се остварија визиите на сите што мислат подалеку од прагот и повисоко од плото.